А не да знаеш 10% од материјалот, а една шеска. Ти се појави. И тоа е таа деклинација. Тогаш, луѓе, треба да направиме сериозни студии каков кадар треба да извадиме за да се носат со милениумскава генерација и со Z генерацијата. Ова вештачка интелигенција или ова ниво на развој на технологијата ни овозможува некои работи да ги правиме полесно. Така. А после кадарот треба главно да се што викаме да се кали челикот на универзитетите. Да се надградува. Универзитетите тука потврлија тотално. Сега кога мене би ме прашал професорот уназад кога ја студирав пред 30 години, че требаше да барам практикуми, таблици, можда денови че ми треба. А сега тука ти е на домак на парстот. Неколку секунди. За дел од секунда. Не знае, се чуди, се мисли. Ми мора да најдеме механизми кои што поинаку треба да пристапот да го сменат комплетно од темели. Држам предавање биохемија 1. И викам ова го имате учено органска хемија 2. Така? Тоа е секој ја си викам shift delete out. Да, Shift out Не го delete. имаат учено. И пак не го знаа. Не можеш да му кажеш на Не можеш Gemini. да му кажеш на ChatGPT или Gemini направи ми нитробензен, не можеш. Ниту пак сега редуцирај го до анилин, мораш ти да го редуцираш до анилин. Значи праксата. Пракса и поврзаност во праксата, логичка поврзаност. Едно-две се под стрес, едно-две се, не знам, булизирани, едно-две се, не знам, болни, ментално нестабилни, не знам какви Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах, се милостниот, милостивиот. Се наоѓаме на почетокот на нова епизода на подкастот Диван. Ова е 10-та епизода поред, во која што гостин ќе ни биде почитуваниот професор Ахмед со Х, така ли? Ахмед Д, со Х и со Д. И со Д. Јашари, кој што ни доаѓа од Гостивар, но сега ни доаѓа од Тетово. Со него ќе... Не, се уште не. Се уште е гостиварчанец. Да. А е па така. По потекло. Исто така, да. Со нас е и почитуваниот доктор Фатмир, а со точка Ковачи, кој што ќе ја збогати и ќе ја оплемени нашата дискусија и нашиот разговор. На клешер. Пред да почнеме, би сакал во ова моје уводно излагање да објаснам зашто ќе зборуваме. Ќе зборуваме за една многу важна тема, а таа е состојбата на образованието, на сите ниво, основно, средно и високо образование. Како и за предизвиците етички и морални со кои што се соочува образование, особено по инклузијата на вештачката интелигенција во овој процес. Исто така ќе зборуваме за тоа кој што е заеднички проблем на сите народи кои што живеат на просторот на Македонија, а тоа е дека се забележува многу голем пад од аспект на, како да кажеме, трагањето, познанието, студирањето, истражувањата, како образованието да станува нешто за кое што општеството нема потреба. А ние знаеме, и тоа е добро докажано, дека без силно образование едно општество е осудено на пропаст. Професор Ахмед, уште еднаш, добре дојдовте во нашиот подкаст. Што ќе би кажеле вие за ова мое уводно кратко излагање? Се обидов да допрам две точки за кои што ќе разговараме. Тоа е состојбата на образованието, исто така и инклузијата на вештачката интелигенција во овој процес на образование. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сета захвала му припаѓа на Аллах азза ва џел. Нашите поздрави, селам и салавати на пегамберот Мухамед саллаллаху алейхи ва салем. И после тоа ви се заблагодарувам и вас за оваа покана. Тука сум по втори или трет пат можеби. Два пати македонски? Да, два пати македонски, една албански. Да. Така да се надевам дека нашите овдешни моабети, нашите образложувања колку толку допреле негде до некои луѓе и сме дале некој сигнал или некој месаж од овие наши објаснувања. Вечерашнава тема е навистина многу сензитивна.
образованието, проблемите, искушенијата со кои се наоѓаме моментално во образованието. Некои од нив се, така може да речам, локални, или ајде да речеме во балкански прилики, горе-долу, ама голем дел, значи, од нив се и светски. Значи, имаме светски проблеми во образованието. Колку за илустрација можам да кажам, често пати сега, особено со овие социјални мрежи, нонстоп сме закачени на нив, гледаме, значи, често пати анкети, интервјуа, не знам, по Америка или по Европа, каде што прават за основни прашања колку континенти има или колку океани има, значи, младите се апсолутно неинформирани, значи, ова е светски проблем, не е само кај нас. Кај нас може би е кулминација на тој проблем, ајде да ја кажам, од прилика. Дали е кулминација или не, тоа доволно кажуваат и самите анкети на ПИСА што се прават. Сега годинашнава анкета на ПИСА што се направи, сега пред недела-две од прилика во Албанија, од 80 места Албанија падна на 60 и некое место, што е поразително. Од 80 места на 6. Од 80 20 од доле. Од доле, значи 20, испод 20, значи од доле, од позади. Годинава кој ќе се направи во Македонија, најверојатно Македонија ќе биде уште подолу, уште кон по крајот. Така да, значи, секоја година... Е иронично, но ние долго време нашата држава се фалеше за тоа дека ако во нешто сме подобри, тогаш сме подобри во образованието од нашите соседи, посебно од Албанија. Албанија се сметаше како што е обратно сега, дна, што викаат. Така, сега обратно, сега тестирањата од ПИСА, значи, покажуваат дека Албанија е негде на 65-то, ајде од прилика, Македонија е на 70 и кусур, значи на второ-трето место бронзена медаља од позади, од долу. Така да, значи, овие се поразителни бројки кои што укажуваат на постојана деклинација на образованието во светот, а посебно кај нас. Така да, значи, мислам дека е крајно време да седнеме и да размислиме каде е проблемот. На што се должи ова, генерално? Ова прашање, Авко, е веќе многу проблематично и јас честопати кога правиме, да речеме, муабет со колеги, правиме анализи каде е проблемот, на што се должи, јас мислам дека овде првенствено треба да се направи еден триаголник. Професор или наставник, родител и детето. И студентот. Ученик, студент. И сите овие три дела од триаголникот имаат, значи, свое влијание. Ние во текот на ова, значи, емисија може сите три да ги обработиме. Ако почнеме од кај наставникот, проблемите се огромни. Кои се тие? Во светски рамки, повторно да земам, во светски рамки. Како да го вршат таа дейност онака безболно, сега постои, Шех Талха, сега постои една терминологија, вика вака, teacher shortage and burnout. Burnout, да. Значи, од една страна имаме... Прегореле. Прегореле. Значи, од една страна имаме shortage, имаме недостаток на наставен кадар, кој што ние се трудиме со сите од петни жили, што се вика, со импровизации, ние се трудиме од петни жили да произведеме кадар, бидејќи имаме shortage, имаме недостаток. А од друга страна наставниците кои што се соочуваат со сегашните генерации многу брзо прегоруваат, burnout. Значи, се изморуваат, ајде подобро да кажеме, ама тој термин баш е доста соодветен, burnout. Да, баш така. И јас, да речеме, еве конкретен пример, ќе земам еден случај, колку за да биде поинтересно во емисијава. Лани ми се случи тоа, со најмалиот син ми се јавуваат од школа и вика вака да дојдеш, вика, значи, кијамет станало во школа. Што стана кијамет? 2-3 ученици се истепале. 2 година гимназија. Сега, класната нивна, значи, кога ме пречека, а тука беа и родителите на овие другите тројца беа деца што се истепале. Значи, кога ме пречека во афектна состојба. Значи, она беше во афект. Значи, се случило, социјална катаклизма, се истепале децава.
Значи, она беше спремна да ќе се фрлам од прозор, вика, аз не можам вака да издржам, вика. Јас треба дома да одам, имам маши и деца, вика, имам, јас не можам, јас дома ја го пренесувам овој стрес. Значи, прво и основно професорката нивна, класниот раководител, таа беше, значи, тотално бърнаут, можеш да кажеш, нели? Значи, таа не знае да го менаџира. Второ, педагогот беше тука, психологот, директорот, сите се собрале и ние ученициве што се истепале, ние родители. И викам вака се, ај се викам, ако ми даете мене збор, тие зборува, окей, од една страна ние треба да го осудиме. Да, не е добро што се истепале, така? Да. Значи ќе го осудиме тоа. Ама зарем на ваков начин? Као прво, као второ, ајде и се сврти в татковците на другите. Овој ќе го земат децата како претекст да ако сакаат да те изнервираат, да те доведат во афектна состојба, ајде да си степаме. Ке се споречкаат помеѓу себе и ајде сега нека да, пошизи нека лудува, да. Разбираш? Океј. Сега, се свртив јас кон татковците на децава и викам, ајде кажете ми, еве и педагогот, викаме дури постар од нас, некои 60 на години. Кажете ми, вие кога сте биле во гимназија или средно општост, земено средно, основно, средно, никогаш не сте се истепале, бе, луѓе? Никогаш не се. Има ли човек што не се истепал? Ама тоа се менаџирало некако. Да. А не, значи, на ваков начин ти да реагираш, значи ти не си способен ни од педагошки, ни од психолошки, ни од методолошки аспект да ги менаџираш децава. Сега, во Америка има статистика дека 54% од наставниот кадар се burnout. Ако се таму 54... Значи 54% од тие интервју е направено, анкета е направена, 54% од нив размислуваат че ја сменеме професијата. Безволно е работат, не се мотивирани, не работат со талентираните деца. Значи ова е проблем. Ова е огромен проблем. Значи, ние составаме кадри кои што не се способни со новиве генерации да се носат и со новиве искушенија да се носат. Они не знаат. Значи, ние создаваме неспособни кадри. Океј, наставници се, дипломирани се, но ние ги пуштаме да дипломираат на неконтролиран начин. Прво, општо целата деклинација на образованието оди до тој степен што се уриваат критериумите. Тоа да. Одиш надолу и на крај сега сме доведени до една ситуација, за една шеска. И ти нема да правиш многу проблем, професор. За една шеска. Добро. Тој со шеска и тој со десетка и тој е доктор и тој е доктор. Молим лепо. Тој е дипломиран и тој е дипломиран. И тој добива иста диплома. Да. Значи, кога ќе врши работата, нема да каже, ај вие што бевте со десетка, бевте вамо по одговорна работа, вие со шеска помалку одговорна. Апсолутно. Односно, ај вие што шеска, што е 20 ја зеле, уште помалку одговорна. Не, одговорна се сносат сите. Тука е проблем. Тоа е голем проблем. Значи ти дали шеска се дал, дали десетка, тој ќе дипломира. Порано беше шеска до десетка нијанса, ти да положи, да добиеш шеска. До седмица беше нијанса. Да. Мислам, десетка треба ептен да си, ама шеска треба да положиш. Седмица, осмица, а било шеска, а седмица, осмица. Значи шеска по дефиниција е од 51% материјалот па нагоре, така? До 60%. До 60%. Така? Значи ти пола од материјалот треба да го знаеш. Да. А не да знаеш 10% од материјалот, а една шеска. Си се појави. И тоа е таа деклинација. Да. Тоа е прво. Второ, значи ако ние гледаме константно дека имаме опаѓање, ако ние гледаме дека имаме наставници кои што не се способни да се носат со процесите, со новите процеси, со технолошкиот развој, со паметни телефони, со вештачка интелигенција, со васона, тогаш, луѓе, треба да направиме сериозни студии каков кадар треба да извадиме за да се носат со милениумскава генерација и со Z генерацијата. Z генерација се тие. Не можеш ти со тој што е нон-стоп обесен на телефон, истите методи да ги користиме од пред 3-40 години. Пред 100 години. Така? Сега, јас земам уште еден пример. Ако пред 40 на години од прилика, тие што ние сме ги имале као професори, биле толку визионери, зошто ние денеска тапкаме во место? Да речеме пример. Во тоа време пред 40 на години, така од прилика, значи иста генерација сме горе-долу. Тогаш почнаа да земаат замав компјутерите, така? Они видоа визионерски дека ова ќе биде неопходно. Сакале, нечеле,
Компјутерите ќе бидат неопходни. Што направија? Внесува предмет информатика. Така? Внесува после предмет на студии, вовед во информатика. Нешто малку повеќе. Па после тоа, еве да речеме, ја студирав хемија, компјутери во хемија сега. Ај сега да видиме примена во хемија, компјутерите. Значи, тогаш тие беа повизионерски тие настроени. Денес ти гледаш дека имаш паметна технологија, имаш вештачка интелигенција, имаш лаптоп, имаш ова, имаш она, ние се уште она со тие методи од пред 50 или 100 години, што викавко, ние се уште она, значи, а гледаме дека резултати нема. И ни бегаат од рака децата, не можеме да ги контролираме. Децата се Не можеме да допреме надвор од времето и Апсолутно. надвор од просторот. Не се тука додека Значи, некој ово е голем проблем. Ово е многу голем проблем што стварно треба една сериозна студија и не да се прават реформи само мейкап, само шминки. Ајде, правиме реформи во основно образование, реформи во високо образование, ништо, само мейкап. Овде треба, значи, суштински реформи да се направат на таков начин што ти ќе ги мотивираш овие деца. Ама за да ги мотивира сега, не се мотивираат како порано, сега мора некако поинаку. Сега ќе му даде задачи со вештачка интелигенција да го сработи. ќе му дадеш покомплицирани кои што се соодветни за Соодветни за неговата, значи за ова ниво на развој што тие го има. Тоа сакам да го спомнам, професоре. Денеска, например, во хирургијата се користат неинвазивни методи. Баш вчера читав за една операција направена со тоа што се направени една е ноздрвата, значи едната алатка влегла низ окото, го дислоцирале окото за да оперираат тумор на рбетниот стол. Да. Вика тоа го направи за да избегнеме големи рани, големи отворања, потоа ќе биде многу подолга. Реконвалесценцијата ќе биде многу подолга и така натаму. Сакам да кажам дека ова вештачка интелигенција или ова ниво на развој на технологијата ни овозможува некои работи да ги правиме полесно. Така. Но тука би сакал да се вратиме код една дилема. Кај нас, во нашата држава, основното и средното образование се задолжителни. Дали се сложа, имаме едно мислење, една идеја дека не мора сите да завршат средно образование. Ајде, основното можеме да кажеме дека им ги дават и основните знања кои што треба да ги поседуваат. Иако денеска од нашето основно образование излегуваат, да кажеме, аналфабети кои што се функционални аналфабети. Тие може би знаат да читаат, но не разбираат тоа што го читаат. Тоа што го читаат, денеска слушаме една трагична информација. Вика од 27 ученици во еден клас, а сите се одлични. Значи посебен клас. Само еден ги знаеше границите на Република Северна Македонија. Само еден. А сите се петкаши. Со кого се граничи? Да, сите се петкаши. А сите се 5-0-0. Да. Сакам да кажам, проблем. Ајде, може да остане. Но зошто да инсистираме тоа да создаваме неквалитетни кадри кои што само ќе ги комплицираат уште повеќе и повеќе работите во нашата држава. Исто така да не создаваме кадри кои што ќе имаат универзитетска диплома, а во основа тука треба да се направи разлика по моје мислење. Нека е средното образование задолжително, нека е. Ама не мора да инсистираш, кај нас да речеме се преценети или воопшто не се ценат професионални струки. Тоа да. Да речеме во Гостивар и во Тетово има средни, да речеме средното индустријско во Гостивар, кој што има фантастични смерови. Средно хемиско, електротехничко, архитектура, мекатроника, тоа се фантастични смерови. Технологија за средно земјоделско во Тетово исто има одлични смерови. Значи, професионалните смерови треба да се развиваат, за да му даеш, ако не мора да биде научник, ама може да биде добар за наечија. Да ја научи процедурата. Може да научи протоколот како се направи, тоа е готово. Апсолутно. Значи нему е доволно средно, да речеме, електро, за да знае да поставува инсталации. Струјаџија, едноставно. А тие се добро платени. А тие се и добро платени, значи наместо да се не мора да дискутираме околу тоа дали е, значи, обавезно или не обавезно, него што даваме ние и што ваѓаме.
А после кадарот треба главно да се што викаме да се кали челикот на универзитетите. Универзитетите тука потврлија тотално. Значи тотално потврливме. Едно од тоа беше критериумите што го спомнав, друго е што самите програми ние се уште ги имаме програмите од пред не знам 20-30 така 40 и ние создаваме што создаваме? Ние создаваме професори, нели, дипломиран професор по тоа и тоа, кој што апсолутно не е спремен да се носи со задачата. Значи ние од база, од основа треба да ги смениме план програмите. И треба да се внесат тука сите овие новитети, технолошко напредни, значи платформи, ти реков и ми рече каде што, значи ќе го спремиме тој наставник да е утре спремен со овие деца да работи. Затоа што дефинитивно овие деца не се такви како што бевме ние. Они се бомбардирани со информации. Апсолутно. Сега, ќе ми извиниш малку. Не. Значи, тој проблемот кај наставниците са децата што се бомбардирани со информации. Кај децата треба да се даде, значи, окей, на сите им имаме купено, така, на сите се, не можеш да го делиш, пошто ќе биде булизиран, ќе биде ваков, ќе биде таков, мораш да му купиш. Нема дете што нема, така? Ама работава е што наместо да го користи тоа паметно, таа паметна технологија да биде паметно користена, да го користи паметно, они се закачени, ајде да не речам 24 сати, ајде одби ги сатите кога спијат, они се цело време закачени на социјални платформи. Тиктокери, јутубери, инфлуенсери, значи апсолутно сега почна Big Brother. Big Brother, значи тотално бесполезно губење на скапоцено време, тоа ги уништува. Сега, не деца, јас со студенти имам работа и викам вака. Често пати го правам ова, беспотребно го правам, им давам некоја задача, работејќи во лабораторија им викам колкава е базичноста на триетиламин. Сега, кога мене би ме прашал професорот уназад, кога јас студирав пред 30 години, че требаше да барам практикуми, таблици, можда денови ќе ми треба. А сега тука ти е на домак на парстот. Неколку секунди. За дел од секунда. Не знае, се чуди, се мисли, а цело време е закачен на телефон. Па добро бе, ги зафркавам, викам Мула Гогле, прашај го Мула Гогле. Мула Гогле се знае, прашај бе, пиши, за 2 секунди ќе ти излезе одма. Google платформата сега е појачана со Gemini, со вештичка интелигенција. За дел од секунда ќе ти извади, само напиши ПК вредност на триетиламин, за 2 секунди ќе ти излезе 9,1. Значи, огромен прилив на информации, а не знаат да се користат информации. Пристапот не го знаат. Користењето на тие информации не го знаат. Како и може да филтрираат. Да. Не знаат да ги филтрираат. Може тоа сега да кажам. Денеска, сега да го кажам ова, еден факт, зборувавме за рекламите, за маркетинг на рекламите. Так. И во наше време, рекламите некако има поголемо дејство, бидејќи беше дел од тие ограничени информации кои што ни се презентирана. Денеска ти има толку многу информации што рекламите веќе на оваа генерација не влијаат. Тие брзо ги поминуваат. Так. Затоа што кога види дека е реклама ад и одма го не ги догледува. Ова има друга. Не ги догледува. Значи, они се тоа се го кажам, они се способни за тоа што сметаат дека не им е потребно да постават еден критериум. А оваа реклама не им е потребна. Како да направиме тие да постават пред себе и да се задолжат себе си со некои критериуми кои што ќе има возможност да ги филтрираат тие користни информации, а да ги отфрлат тие некористни информации. Значи, дали овде би може да влијаат родителите, државата, министерството, сите заедно. Сенатите на универзитетите? Ние мора да најдеме апарати, затоа викам, ние мора да најдеме механизми кои што поинаку треба да пристапот да го сменат комплетно од темели. Значи, ова што го спомна Шејх Талха е многу битно од два аспекти. Прво, бомбардирањето со огромен број на информации, денешните ученици и студенти ги прават да бидат со така наречена short memory. Да, тоа да. Значи, кратка меморија. Краткотрајна, за месец-два. Да. Или може би пократко. Јас во последниве негде 5-6, 10 години можеш да кажеш.
често пати, да речеме, еве, држам предавање биохемија 1. И викам, ова го имате учено органска хемија 2. Така? Тоа е секој, ја си викам shift, delete, out. Да, Shift, да. out, Не го delete. имаат учено. И пак не го знаат. И викам, добро бе, сега го учевте. Кога ја дадовте вие? Кога го положивте овој испит? Па сега пред 3 месеци. Пред 3 месеци да даеш испит и сега не ти текнува, не знаеш. Ова е short memory, ова е проблем, ова е кратка меморија. Значи, учење моментално за сега да ја завршам работата и толку. Delete, завршена работа. Тука е овој проблем, значи тој прилив огромен на информации ги доведува до таа кратка меморија. Нашите генерации ние ги знаеме песничките од забавиште уште. Да. Така? Ги знае програмите што ги гледавме на телевизија. Се живо Научно памтиме. образовани. Рекламите Ова е- ги знаеме сите Да, ова текстови. е еден од проблемите. Кратка меморија е голем проблем. Другиот проблем е, значи, користењето на информациите исто така се со кратка меморија. Сега. Исто може би имате видено, има полно постирано како професори универзитетски во Европа и во Америка се крајно фрустрирани кога им даваат на студентите есеи да направат и кога гледаат дека сите есеи се направени со, значи, ChatGPT и со, да. Значи, крајно фрустрирани. Океј? Што имаше порано? Која беше функцијата на еден есеј? Значи, прво и основно, за дадената тема ти треба да бараш литература. Да истражиш. Да истражиш. Значи, ти те тера да истражуваш, да бараш литература. Па си нашол литература, сега треба да ја испрочиташ. Кога ќе ја испрочиташ, тоа е веќе дел од процесот на учењето. Треба да избереш што ќе цитираш. После тоа треба да изфилтрираш, така, да што ќе цитираш, да направиш концепт и на крај сето тоа да го скоцкаш и да напишеш. Значи, треба и writing skills да ни да развиеш. Значи, овие, како се вика, skills, вештини за пишување се. Значи, сите овие работи беа за еден есеј. Ти помагаат. Сега тој со ChatGPT, Па заплет, па расплет, па заклучок. сега, тие со ChatGPT ни вовед, ни расплет, ни ништо, ни барање на информации, ни литература, ништо, директно ти го дава со Значи, сега, ако ти гледаш дека нон-стоп сега им наидуваш на тој проблем, дека есеите више не ја вршат таа функција, па зошто даваш есеј сега? Да. Плюс, го дал есејот. Некој нов метод, значи затоа викам од преска, значи мора да се најдат нови методи, нови механизми. Значи не врши више работа есејот. Или ајде да претпоставиме дека тој есејот го прочитал па го предал. Поради кратката меморија за недела дена тој го заборавил тој. Заборавил што напишал. Тогаш каде е поентата? Тренирање на мозокот. Тренирање на меморијата, тоа е. Еден од можните решенија за ова работа е да се направи така наречена функционално логичка поврзаност. Ова идеја, да речеме, или мое размислување доаѓа, да речеме, од универзитетот во Лајпциг, кај што бев на докторски и постдокторски. Тамо, да речеме, конкретно еве за органска хемија зборувам, овој курсот по практична органска хемија, знаете како беше развиен? Да речеме 10 синтези треба да се направат, ама еве примера ради. Бензен, од бензен ќе синтетизираш нитробензен, од нитробензенот после ќе синтетизираш анилин, пошто анилин не ти дава, нема анилин. Сам треба да го произведеш. Сам треба. Сега за да го направиш анилинот ти требаше нитробензен, што сам си требал да го направиш, така? Па после од тој анилин треба да направиш други супстанци, така да на крајот од семестрот, значи ова е логичка, функционална поврзаност. Ти сакал нечел на овој начин мора да го направиш нитробензенот. Да. Не можеш да му кажеш на Не можеш Gemini. да му кажеш на ChatGPT или Gemini направи ми нитробензен, не можеш. Ниту пак сега редуцирај го до анилин, мораш ти да го редуцираш до анилин. Значи праксата. Пракса и поврзаност во праксата, логичка поврзаност. Да речеме тој анилин после тоа, не знам, со фенол, парацетаминофенол да направиш, а што е тоа? Тоа е парацетамол. Ова е парацетамолот, значи. Парацетаминофенол синтетизира. И тогаш веќе ти му даваш некоја, како ти кажам, некоја мотивација на студентот. Значи, ја гледа одма поврзаноста, предизвикот, ја гледа одма апликативноста на тоа што го направил, зашто го направија тоа.
Значи и со есеите. Океј, значи сега што треба ако еден есеј како индивидуална работа не завршува работа, тогаш направи некоја поврзаност за тој есеј да биде поврзан со наредната задача што ќе треба да направи. Тогаш ќе мора да го научи ова. Тоа што го напишал, ќе мора и да го научи пошто ќе му треба за следната задача. Значи не само за хемија, ова може да биде применето и во физика, и во биологија, и во социологија, и во сите други дејности и бранши, за да се направи некоја поврзаност. Затоа што сите имаме деца. Така, сме разговарале и сите ги имаме истите проблеми. Син ми, да речеме, работи на програмирање. Се утепав од објаснување, не учи математика и не го дава испитот, не сака да го учи. Море човече, како можеш математик, програмер си математика, не ми треба, вика. Едно-две не ми треба. Кај учениците, ова е главниот проблем. Не ми треба, зашто ми треба тоа? Значи не му е јасно дали му треба, не му треба. Тој by default вика ова не ми треба. Можам да го најдам тука, можам да го најдам на лаптоп, значи не ми треба. Треба да се бориме, да му објасниме зашто му треба, или па да изградиме таков систем во образованието. Да мора да го користи тоа. Да мора да го користи. И да го примени. Да видиш дека ти треба. А вака теоретски јас се убивам од објаснување на син ми дека овие програми што ти ги правиш се дигитални, тоа е бинарен систем, тоа е математички. Значи мораш математик. Да. Ја вика го пишувам кодот, знам да го направам кодот, што ќе ми е мене бинарниот систем. Така? Значи проблемот главен кај учениците сега е точно тоа што и стално на тоа се повикуваат, не ми треба тоа. Па зошто учам ја хемија? Не ми треба тоа. Па во ред, и во право е, ако не студира тој утре хемија, во право е. Зошто тогаш го давиме со толку хемија или со толку физика? Дали сметаш дека програмите се може и Да, премногу теоретски, премногу теорија, а премалку... Трето оделение дете. Трето оделение дете. Учи за карбохидрати, кај се наоѓаат карбохидратите во месо и во субханаллах. Он не може да го концептира тоа, може би, што значи карбохидрат. Што е карбохидрат? Од кај тој знае што е карбохидрат и сега дека треба да свати дека во месото има карбохидрати или нема. Или во лебот има. Трето оделение, четврто оделение, науки, општи науки, му дава такви задачи, такво знаење. Тоа не е веќе знаење, тоа е оптоварување беспотребно, апсолутно беспотребно. Значи, програмите, затоа викам јас, по мое мислење, програмите се катастрофални и не треба козметика, туку треба баш комплетно да се промени, од корен, да се земат, да се променат, да се реформираат, за да се приближат до новиве генерации. Z генерацијата не те прашува више за тоа, не го интересира, да каже ми нешто што ќе ми треба мене, ова не ми треба. Квантна теорија учи во 8 оделение, во 9 оделение и стварно што ќе му е? Ако нема концепт, ако не разбира, ако не го интересира, што ќе му е? Зошто го дави тога со квантна теорија? Што е тешко, теоретски е тешко да го сватиш, студенти па тешко го сваќаат, а не средно школа или основна. Градба на атом, градба на ова, градба на она, видете ги учебниците. Сега бомбардиране со 14 предмети, 15, со такво знаење, кој што тој тука му е се на дофат. И вика, не ми треба ова, не ми треба тоа, не ми треба тоа, и го гледаш, не учи воопшто. Некоја што некои концепти кои што се нематеријални, значи абстрактни, кои што многу тешко може да ги свати и не може, многу тешко може да ги објасниш. Апсолутно. Особено во ова време кога тие концепти абстрактни се неразбирливи за нив, за тие млади генерации. Тоа создава аверзија, Да. Кога не го разбира, кога му е многу тешко, тогаш аверзија создава, одвратност, и затоа општо земено, кој ќе му кажеш хемија, физика, Значи, заклучокот е дека вештачката интелигенција и предизвиците што ги имаме во ова наша современост, треба да образованието да ги гледа како свој сојузник, а не како непријател. И адути. Значи, да ги Јас би рекол адути. Баш адут. Значи, буквално да ги стави во службено образование. Во службено образование. И сега се ти како понапредни. Како може добро, тоа да се Богу направи? што се понапредни. Тогаш што? Тогаш ајде ти искористи таква и таква апликација за да го решиш тој проблем. Па после тоа оди по advanced.
направи сама апликација да те видам, за да го решиш тој и тој проблем. Значи, користи го тоа како адут, а не репресии да правиме, не знам што, значи треба контрола, окей, треба контрола, пошто е птене измакнат од контрола, ама од друга страна, контрола треба и државата да прави. Сега двајца колеги беа, мои колеги, едниот од хемија, другиот од физика, беа 7 дена во Кина. Тој вика сосема посебна планета. Не е посебна држава, посебна планета. Значи, Google платформата не функционира, WhatsApp не функционира, Snapchat нема, значи YouTube, Instagram, TikTok, ништо тоа нема. Во Кина. Во Кина. Океј, и шо? Па тогаш ако нема Instagram и TikTok и не знам сите тие социјални платформи кај што значи, државата постава некои критериуми. Апсолутно. Што треба да биде достапно за младите? Сега ако ги немаш тие, а сакаш да седиш на смартфон, тогаш ќе мора да Google Scholar ќе гледаш. Ќе гледаш нешто што е полезно. Ќе гледаш на YouTube видеа што се полезни, што се поврзани со наука или со не знам со техника, технологија, how is made up, како да направам тоа или тоа, from scratch и така натаму, а не да, значи тотално укинување не е нормално, ама од друга страна контрола на тоа што се гледа, а кај нас е контра, кај нас децата се нон-стоп закачени на социјални платформи. И плюс нема никаква контрола на тоа. Апсолутно. На што се изложени децата и младите, значи не постојат никакви морални критериуми, ниту пак образовни, ниту пак морални, ниту пак да кажеме правни, како да го ограничиш тоа што е штетно. Значи повеќето од содржините со кои што се соочуваат нашите деца се штетни за нив или не се соодветни за нивната возраст. А државата не прави ништо за тоа. Тоа создава што создава? Да речеме, истокот е поинаков. Ама ние одиме слепо позади Европа и Америка. Америка и Европа се соочуваат со овие проблеми. Ја не случајно ги зедов некои статистики од Европа и од Америка. Сега во Европа и во Америка, во тој триаголник кога сме кај учениците, значи кај учениците сега е детектирано уште нешто, а тоа е mental health, што е исто проблем во тие општества. Едно-две се под стрес, едно-две се, не знам, булизирани, едно-две се не знам, болни, ментално нестабилни, не знам какви. Сето тоа е последица на тоа што не е контролирано, апсолутно ништо не е контролирано од социјалните мрежи, од она што им е достапно на интернет. А вамо веќе не, истокот е поинако, Јапонија, Кина, веќе таму има ригорозно, ама државата тоа го поставила, ригорозни филтри, што може да гледа, што не може да гледа. Тоа кога би се обиделе тука да го направим, би не обвиниле за цензура. Ти сега да цензурираш. Да. Слобода на изразување, слобода на ова. Слобода на печат, ти реков ми рече. Ти имаш работа со млади генерации кои што се уште начинот на размислување не е зрел, не може да донесуваат одлуки кои што се адекватни, соодветни, исправни, праведни. И нив ако ги изложиш на такви, например да земе пример, една пеачка или еден инфлуенсер, за младиот човек се гледа како успешен, бидејќи тој има повеќе пари од него, има подобри коли, вози подобро, живее, познате. Иако тоа што го прави на тие социјални мрежи, кога би седнал и би размислил што прави глупости. Или го експонира своето тело, како што прават некои инфлуенсерки. Од друга страна, човекот кој што постигнал нешто во неговиот живот со знаење, со креативност, со иновативност, тој се смета како што направите, ништо. Значи, социјалните мрежи е еден од главните проблеми што би требало да се третираат во овој проблем што го дискутираме. Тие се девастирачки за младината. Значи, дефинитивно, тие се девастирачки. Имаше една анализа, многу интересна паралела, Авко. Оној од Турска, оној што играше со стомакот, еден голем стомак што имаше. И тој имаше не знам колку милиони фоловерси. И еден научник кој што беше нобелист и имаше само некои 150.000 фоловерси. Колку го, значи, следат него, а колку го следат овој што игра, што се крши таму со стомакот што го тресе таму. И тоа не прави ништо, само
на некоја музика. Некој покажа некој закон на физиката. Субханаллах. Ова веќе веќе симптоматично, тогаш треба да се размислува што правиме, тогаш треба да се цензурираат тие. Треба социјалните мрежи дефинитивно за младите или општо земено да се укинат. А не уште да ги додаваш што рече Шејх Тарха, уште плюс и Big Brother сега. Што рече еден од Косово вчера, слушав дека на Седон втиран та боиш на тот брлокатер, рецке Big Brother. Ако сакаш да се изрезилиш. Да. И субханаллах, значи што се промовира тука Шејх, тога се промовира иморалитет. Разврат, неморални принципи, насилство, што. Баш вчера гледав една статистика во Албанија. Албанија е наша соседна држава. Рековме дека е подобра за нијанса од нас. Кај нив сега еден од големите проблеми кои се појавуваат е насилството во школите. Ако минатата година во градот Тирана имало 43 инциденти, потешки, сигурно тие помалите не ги ни регистрираа. Оваа година веќе на 98 беше пораснат бројот. И се вклучи алармот дека треба нешто се направи, бидејќи ова насилство не води кон добро. Пред неколку години имаше убиство на малолетник на друг малолетник. И ако дозволиме така нашите деца да се изложуваат на таква несоодветна содржина, да наречеме најблагоречено, тогаш не може да се чудиме ако се соочиме со големи проблеми во иднина. Еве го на 40 километри е Тетово од тука. Да. Само во последниве 2-3 години има не знам колку самоубиства. Да. Млади деца, девојчиња. Поради булизирање се. Булизирани или не знам, гледајќи така на TikTok, неконтролирани, не знам, се заљубила или не знам што или не знам како. Виртуелно насилство е многу опасно. Кибернетичко насилство, што го викаат. Ти имаш пораз на самоубиство, имаш пораз на убиство, имаш пораз на се, и сите ова го зборуваме са тука. Е најголемата иронија, сите ова го знаеме, сите го зборуваме, ама никој ништо не презема. Тоа е веќе голем проблем. Тоа е голем проблем. Професор, ние знаеме дека во исламот, бидејќи сме горди муслимани и се гордееме со тоа, исламот потикнува на студирање, на учење. Дали сметаш дека во ова време наше, кај младите како да не постои амбиција? Дали може би една од негативните работи кои што ги носи вештачката интелигенција е тоа што луѓето веќе знаат дека постои шорткат, кратенка, и како се га? Кратенка до информацијата и сега што ќе се мачаме јас да. Ние порано за да најдеме еден некој хадис требаше имавме предмет во Медина. Так. Како да го најдеш хадисот, во која книга е спомнати, постоја речници посебни кои што ни кажуваа со дел од хадисот го наоѓаше текстот на тој хадис во која книга е, во кој том и која страница и така натаму, и кој број на хадисот. Денеска веќе тоа како да не постои. Дали не сметаш дека треба да се работи на тоа луѓето и младите повторно да ги поврзуваме со книгите, бидејќи ова интелигенција вештачка, денеска имаше колапс, падна серверот на ChatGPT. Так. Може да се случи тоа во било кое време. Так. Да настане некоја катастрофа. И ако настане таа катастрофа, како тие млади луѓе како ќе функционира? Никако. Проблем. Има неколку... Има ситуации каде ја зема книгата и се обидува да го зголеми. Да. Со два прста. Фондот да го зголеми. Да. Има неколку видови на амбиција, Шех. Има студенти што сум ги запазил, кои што имаат амбиции, ама безосновани. Значи, као студент ајде да не се изразам лошо, ама на ниско ниво. Многу слаб студент. Ама има амбиции да стане. Ама има амбиции огромни. Да добие Нобелова награда. Значи нереална амбиција. Не, апсолутно нереална. Може би е тоа што рекол Шейхул Ислам Ибн Тајмија, значи оној што малку знае, а мисли дека многу знае, тој е најопасен. Тој што не знае. Најопасен за општеството, тој е најопасен. Значи постои во исламот дистинкција џехел, басит, значи
обично незнаење и џехел муракеб, тоа е незнаење кое што е комплицирано. Зашто е комплицирано? Затоа што тој знае нешто или го знае погрешно или знае премалку, но за себе смета дека знае многу. И тоа е проблем. Тоа Како го имаме, беше тоа е еден од доктор и тие Пола Оџа, верувањето, здравието ќе го пропаст. Да. Ова е еден од тие видови на амбиција. Друг вид на амбиција е, можам да кажам, реална, затоа што има во секоја генерација. Види, значи да не зборуваме само негативни работи. Имаме ние тесто за обработување, има материјал, имаме деца паметни. Има деца паметни стварно. Значи има деца со кои што вреди да се работи. И во кои што вреди да се инвестира. И труд, и време, и се. На хемија кај мене, да речеме, од секоја генерација, и ако имаме малку студенти, 10, 12, 15 студенти можеби, ама од тие 10, 12, 15, едно 4, 5 се на вистина добри. И тоа е веќе голем процент. Тоа е веќе во проценти е доста голем. Пред дека ти си малку од построгите, не се тие што. Да, така да вреди со нив да работиш. Да. Стварно вреди да инвестираш повеќе во нив. И да видиш амбиција кај нив, има амбиции. Има амбиции да научи, да те праша, да научи плюс од она што ти го предаваш, што е реткост, ама ете има се јавува. Значи тоа има и такви амбициозни луѓе кои што, како да кажам, се една светла точка во таа, значи во таа темница, се една светла точка. Има и таква амбиција. Има деца кои што е, како што спомна, значи поради вештачката интелигенција, кај нив амбицијата е срозана. Апсолутно така. Она летаргично, ништо не го интересира. Се му е лесно, се му е достапно, се му е, значи имаме или огромна амбиција без, значи основа. Да, без основа, или немаме ич амбиција поради, значи овие технолошки и што ние не успеваме да го мотивираме, да го покренеме моторот кај него. А имаме и деца кои што стварно се и амбициозни и кои што стварно учат, кои што знаат. Сега. И тука имаме курслус се испаѓа. Ако имаме ние студенти и ученици подолу во средно, кои што, значи, учат, тогаш повторно се враќаме сега кај професорот кој што треба да се носи со нив. Да. Сега. Ако професор завршил пред 20 години, а сега имаме многу нови информации. Тоа е проблемот. Сега, поради достапот на сите информации кај децата, така, може да се случи некој ученик кој што е понапреден, така, или некој студент, може да се случи некој тесно професорот. Да, може да има некоја информација што можеби јас као професор не сум ја знаел. Или не ми дошла до мене, или во моментот не ми текнува, да речеме, не знам. Окей? И он може да ти постави прашање. Сега како реагира професорот во тој случај? Значи од она тоа е проблем. Екс катедра. Значи професорот, значи јас сум сега кинг јас сум професор, јас сум ти кој си ти да ме прашуваш и апсолутно од позиција на одбрана го напаѓа ученикот или студентот. Во тој случај шо прешти? Во тој случај му ги кратиш крилјата. Во тој случај ти го, значи таа негова амбиција, тој негов залет, тој негова полет за конзнаењето, ти му го крати со твоето понашање, така? Значи ти не си спремен повторно. Ти као професор сега треба да имаш доблест, ако во моментот не го знаеш тоа, или не ти текнува, или не кажеш браво, си се заинтересирал, убава информација, и треба да имаш доблест да речеш окей, во моментот не ми текнува, ама следниот час ќе ти кажам кој е одговор. И може да кажеш јас не сум чат GPT, не ги имам сите информации. Да, апсолутно. Значи треба да имаме доблест. Ама да не претера можеби преку 90 и кусур % од наставниците и професорите ќе реагираат. Значи by default, значи као кој си ти мене да ме прашаш, ти мене ќе ме прашуваш. Така? Или на факултет професорот да го прашаш ти и тој да не знае и тоа ќе те направи резил, така? Ова е повторно погрешен пристап за ти фактички да го уништиш тој кој што сака да знае, кој што сака да напредува. Океј? Па ти треба да му објасниш во денешен свет. Секоја една најмала научна сфера е океан во себе. Да, огромно знаење. Тогаш јас не можам се да знам, па и да не е океан, да не сум се знајучи, полека не сум се знаен. Океј, не ја знам таа информација, ќе проверам, ќе ти кажам. Од она што ти го кажа преска Шејх Талиха, од исламски гледен аспект, па ние имаме вакви случаи од големите исламски научници,
Ќе дојде некој џематлија, ќе го му постави прашање, И ќе каже не знам. ќе каже не знам. Да. Чекај да проверам. Ова е колос. Дојди, да, нели? Значи, ама ова е доблест, значи треба ние да се као наставен кадар, така? Ние треба во тој однос да се градиме. Посебно во ова време не е воопшто Апсолутно не е срам. погрешно и срамота. И срам, да кажеш дека не знам, Апсолутно. бидејќи ние Так. пред некој време зборувавме, не знам дали беше со вас или со некој друг, дека новите информации, новите откритија се многу бројни. Апсолутно. Ако минатото нешто се откриваше на секои 50 години или 100 години, сега веќе во текот на 10 години имаш можеби 30 нови откритија. Во хемија, во органска хемија, да. пошто е моја специјалност, органска хемија и биохемија. Сега има еден податок дека во сите лаборатории во светот на дневно ниво по 100 нови супстанци се синтетизира. 100 нови 100 супстанци нови, дневно, знаеш што значи тоа? Па кој може да ги запамти? Формули, тоа се Тоа се се формули, структури, молекули, се тоа. Кој може букви да и ги бројки, запамти? букви и бројки, и имиња долги. И апсолутно тогаш 36.500 можеш да годишно. замислиш. Годишно. Годишно. Да. За 10 години 36. тоа се 360.000. Петина. А веќе постоеле неколку милиони Да, претходно. да. Значи ти имаш милиарда субстанца нови и се кои што се синтетизира. синтетизирани. Значи не природни, туку Плюс со Повештачки природните да не пат. збориме. Да, повештачки пат. И сад ти кај може сите тие да ги знаеш и да ги запамтиш Да. и да кажаме ете јас сум хемичар, јас се знам. Апсолутно не е точно тоа. И не е срамота да кажам дека не ги знам сите тие. Океј? Ама го знам патот како да дојдам до информацијата, до дадената структура, или да го решам дадениот проблем. Тука треба да се работи. Како што реков преска, океј, чат GPT, океј, вештачка интелигенција, користи ги без сите методи, ама ти да ми дадеш мене Да биде резултат. во склад со тоа што најмногу им користи. Так, да има филтри, да го решиш проблемот. да има контрола, Ама во да овој има случај се ја така треба да мотивација. размислувам да создадам проблем за него. Тука ние потврлуваме. Затоа што и ние сме сега во една зона као наставници, као професори, во една зона на комфорт. Значи го имаш план програмот, ја имаш книгата и терај по тоа, немој да се замараш. Ова е проблем. Пошто ти гледаш дека значи системот оди во деклинација. Учениците ни бегаат И од знаеш раце. учебниците дека се несоодветни. Учебниците не се соодветни и само јаукаме и само се жалиме, ама ништо не превземаме. Тогаш засучи ги ракавите, човече, сега треба да размислува, значи ти во овој случај што реков јас, треба ја да размислувам сега да му дадам проблем на учеников, така да му направам таков проблем за тој да може постепено да најде начин да го реши тој проблем. Значи пак јас треба тој промотор на напредокот да тоа бидам. критичко размислување. На тоа критичко. Дали постои некој модел во некоја европска држава кој што се применува, кој што би бил апликабилен и кај нас? Во, да кажеме, во основно и во средно. Са за високо може Јас мислам дека покомплицирано. секоја држава авко треба да си направи своја стратегија, затоа што има нешто разлики. веќе видено, нешто на кој што ние можеме да се што се Не вика, че може затоа што во балкански прилики ние да речеме ние кога учевме беше тотално друг систем. Нас не фати и комунизмот, така? Да. Значи ние сосема поинаку учевме, сосема други генерации бе. Арно, ама да речеме во Германија или во Швајцарија или во Шведска поинаку учеле. Го немале тој систем. Во Америка поинаку учеле, така? Кај нас повеќе Значи да ти се- не можеш да ги применуваш нивните модели. Направија еден обид, нели Кембридж програмата да ја направија обид. премена тоа, да. Тотален крах. Таа као програма си беше супер, Дали ама не беше Кембридж апликабилна и во за хемија нас. и во физика? Молим? Дали ја зема и во хемија и во физика? Да. Не беше за нас. Зашто? Затоа што кај нас ги немаш тие, значи не се учени тие бази, не се земени тие бази за наученикот да го надградува Ученици, со. да. Учениците кај нас не знаат да работат по учебници кои што се многу различни од тие на кои што сме навикнати ние. Апсолутно, затоа мислам дека секој треба да си направи национална стратегија, значи да се седне како што реков од педагошки, од психолошки, методолошки, научен аспект да се види, да се изанализира се и да се направат програми кои што стварно ќе создаваат кадри кои што се способни да се носат со времето. Не можеш да внесеш ти модел од Шведска тука кај нас. Апсолутно, има разлики. Има разлики, едноставно. Ту ние ги немаме тие ресурси. И ресурсите ги Зборувавме на така почетокот е, дека така во е. образованието е многу
Многу важно да се инвестира. Ние кај нас инвестираат во Так, нема наука без пари нема. Во хотели, во мотели, во казина, во Так. спортски обложувалници, додека никој Во трговија, во трговија, во градење на Так, згради, во а образование никој и не наука. отекна да, ајде бе да инвестираме во оваа школа. Можеби од тоа школа ќе излезе некој кој што ќе донесе и слава на нашата држава, на нашиот град и ќе донесе исто така и финансиски фидбек. Школите сега мора да бидат, значи мора да се инвестира. Школите сега мора да бидат опремени со лаборатории. Сега има STEM лаборатории. STEM лабораториите се токму она што преска го зборува. Значи ти создаваш од проблем да ги решава. Еден проблем, друг проблем, со лего коцкици. Направи од лего коцкици, не знам, робот. На кој робот ќе му додадеш уште 2-3 електромоторчиња со една батерија и ќе почне да оди. Да размислува како да го направи тоа. STEM лаборатории по школи. Го мотивира критичкото. Апсолутно, критичко мислење, логика, развивање на креативност, исто така да креативноста да најдеш решение за некој проблем кој што так. Ова без пари не оди. Ова без инвестиција не оди. Наука нема без пари. Се боревме ние со некои наши колеги да направиме значи патувачки циркус, научен циркус. Да речеме едно комбе опремено со као мини лабораторија, опремено со некои реагенси, со некои стаклари, работи. Експерименти од физика, од хемија можеш да правиш колку сакаш. На децата им е тоа преинтересно. Значи да ги мотивираш да видат што е. Кај мене во лабораторија 2 години доаѓаат деца од забавиште. Кој ќе видат пламен, кој ќе видат некоја мала експлозија, тоа е некоја радост. Или таа пена што се создава таа. Или таа пена што се создава, тоа се едноставни експерименти, они се пресречни, они. Да. Значи веќе и кога ги прашувам што ќе бидете хемичари. Ме разбира. Значи ти мораш да работиш, да ги развиваш овие работи. Овие работи треба да се развиваат со работа и со инвестиција. Од една страна не сакаме да излеземе од комфортот што ни е даен. Комфорт зоната. Да, комфорт зоната. Од друга страна немаме ни инвестиции, кој ќе видиш, значи мора од сите страни да се работи. И инвестиции, и работа, и програми да се променат, и изградба на лаборатории, на работи, многу ствари кои треба да се променат за да се некако овие деца мотивираат. Иначе ако оди вака, ние гледаме дека нонстоп оди во деклинација, нонстоп оди надолу и се уште некако запнуваме на народски кажано копијан за плод, со истите програми. Мора човече гледаш дека тоа не вродува со плод. Не вродува со плод. Дека не сме ни една листа од шангајски. Апсолутно, тогаш смени нешто, преземи нешто. Професоре, да се зборува на овие теми ни треба многу време, но да оставим нешто и за следниот пат. Иншалла. Значи, она што јас би го сумирал е дека модерните технологии се нешто што е неизбежно. На нас, на повозрастните, на властите, на родителите, на професорите останува ние таа технологија да ја усогласиме со потребите на младите генерации, да ги мотивираме да студираат, да учат, да се најдат себе си во професијата која што ја одбрале. Исто така и да се трудиме да направиме филтри или заштита на нашите деца од информации кои што им се непотребни, па дури и се штетни за нив. Убаво апсолвирано, супер. Да те најболи, професоре. Амин. Се надам дека повторно ќе бидете наш гостин да разговараме вака убаво и вака Иншалла. Инспиративно. Иншалла. Фала ви многу, ало да ве награди и вас со секое добро. Секогаш е задоволство да се биде со вас и да се разговара на интелектуално ниво, така да. И нека најде сите нас. Да се надеваме дека ќе допред негде до негде овие наси месажи, нашиот глас. Самата цела ние да го кажеме тоа што мислиме, тоа што сметаме дека е добро, да ги детектираме проблемите, детектираме проблемите и да ги артикулираме и да потикнеме на некоја активност. Сега новите власти што се локални нека слушнат што имаат да кажат експертите и луѓе кои што се во образованието одамна. Ако сакате успешно образование, ако сакате генерации со кои што ќе се гордееме, треба малце да се мрдне. Да забораваме на проектите како што се асфалтирање на улици и канализација, тие се секако неопходни, но имаме и други проекти кои што се многу важни, доколку сакаме нашата држава да оди така
во иднината. Апсолутно. Ако сакаме да стагнираме и да се вратиме назад, што е уште полошо, тогаш да продолжиме по стариот урнек. Фатмир, а нека те награди тебе. Иншалла. Поштовани гледачи, ова беше подкастот Диван за оваа недела. Се гледаме следната недела со Аллахова дозвола. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум селам ва рахматуллах.